Кога мајката од Тексас, Кейт Кокс, дознала дека нејзиниот фетус има фатална аномалија, побарала медицинско ослободување од забраната за абортус во сојузната држава. Но судот во Тексас пресудил дека таа не се квалификува за тоа иземање, додавајќи збунето за тоа кој треба да донесе одлука. Kaiser, портпаролка на планирано родителство, непрофитна компанија која обезбедува грижа за репродуктивно и сексуално здравје, вели дека законите во Тексас се збунувачки, особено за лекарите, кои би можеле да се соочат со 99 години затвор за прекршоци. Таа зборуваше за Гласот на Америка преку Zoom. Законите во Тексас во моментов не се наменети за лицата кои бараат услуги за абортус. Последиците од нив ги чувствуваат луѓето кои помагаат да се изврши абортусот. Јавниот обвинител на Тексас, Кен Пакстон, не одговори на барањата за коментар од Гласот на Америка во врска со законите во Тексас. Кајзер вели дека многу даватели на здравствени услуги во Тексас се плашат да зборуваат за абортус. Сојузните држави почнаа да донесуваат своји закони, откако Врховниот суд на САД го укина уставното право на абортус во 2022 година. Кокс го напуштила Тексас за да абортира во сојузна држава, која се уште ја дозволува постапката. Кајзер вели дека дополнителна конфузија во Тексас се речиси 200 ресурси за бременост или кризни центри. Планирано родителство ги опишува овие центри како организации кои се обидуваат да спречат жени со несакана бременост кои можеби размислуваат за абортус. Извршниот директор на Алијанса за живот на Тексас, Џо Појман, вели дека жените имаат многу да добијат од тие центри, како овој во градот Флугервил. Нашата цел е да направиме општество во кое ниту една жена не би размислувала за абортус како да нема алтернативи. Имаме многу алтернативи. Британи Грин раководи со центарот во Флугервил. Со задоволство ќе им напишеме изјава за резултатите од тестот за бременост и ќе им го објасниме начинот за добивање здравствено осигурување преку државата. Следниот чекор што ќе го обезбедиме е ултразвук, само за да се утврди дека има бебе во матката. Откако некои клиенти на ресурсниот центар за бременост ја искористиле онлайн платформата Yelp за да кажат дека погрешно мислеле од центрите што ги посетиле обезбедуваат абортуси, Yelp излезе со соопштение, велејки, кризните центри за бременост не нудат абортуси или упатувања до давателите на абортус. Тоа го натерало Тексас да го тужи Yelp за она што државниот јавен обвинител вели дека е неточен јазик. Yelp го тужи Тексас за прекршување на, како што вели компанијата, незините права на слобода на говор. Покрај Кокс, повеќе од 20 жени се дел од тековната тужба со која се оспоруваат државните закони за абортус за сложени бременности. Кајзер вели дека ништо од ова не е изненадување. Тие тужби се потресни, ужасни и трагични и се јасна последица од она што се случува кога ќе престанете да им дозволувате на лекарите да си ја вршат својата работа. Кајзер рече дека со ужасната состојба на пренаталната грижа во Тексас и напорите на државата да го елиминира финансирањето на планирано родителство. Вистината е дека ресурсните центри за бременост можеби се единствената опција за здравствена заштита на жените во Тексас. Кога сте во ситуација како што сме ние во Тексас во моментов, каде што немате ресурси и сте километри оддалечени од доверливи даватели на здравствена заштита, јас или некој во мојата позиција можеме да ви кажеме дека ваквите одлуки се тешки.